Почитувани слушатели, вие сте македонски корени, а како што ви и најавивме, гостин во денешново издание на Македонски корени е господинот Јанко Бачев, универзитетски професор по меѓународно право и председател на политичката партија Единствена Македонија, како и член на кризниот штаб за бојкот на референдумот. Господине Бачев, добро ви утро и благодариме што ја прифативте порудата да ви бидете гостин во денешново издание на Македонски корени. Како сте? Добро утро или кај вас таму е добар ден за сите браќа македонци и сестри македонки и се надевам дека во минутите што следат ќе го задржиме вниманието на нашите слушатели на интересни теми. И ние се надеваме. Вашата партија Единствена Македонија јасно прокламира сојуз со Русија и е против членството на Македонија со Европската унија и НАТО. Што е тоа што ве поттикна да се залагате за сојуз со Русија и членство на Македонија во Евразиската економска унија, кога повеќето политички партии во Македонија се за членство во НАТО и во Европската унија? Точно така, ние на седницата на Централниот комитет на партијата од 21 јануари годинава, значи донесовме две така многу битни одлуки. Првата одлука беше партијата која што дотогаш настапуваше како Народно движење за Македонија, донесовме одлука во иднина да настапува како Единствена Македонија, а втората битна одлука можам да кажам дека е од интересно од аспект на државата. Ние донесовме така една одлука да се залагаме за еден така радикален пресврт во македонската надворешна политика, што подразбира членство на Македонија во Евроазискиот економски сојуз и стратешки сојуз со Русија. Сега околу причините ние гледаме 27 години. Сите наши политички елити застапуваат една идеја, една алтернатива, НАТО и Европската унија, меѓутоа ние не ја гледаме едината на Македонија и македонскиот народ во тие сојузи, бидејќи гледате таму што сакат да не направат, за кои вредности се залагаат. Имате таму, тие веќе отворено тоа го кажуваат, дека треба да промениме име, треба да промениме идентитет. Исто така како што гледате, таму треба да прифатиме некои либерални вредности кои што не се својствени за Македонија, за традиционалниот македонски човек, бидејќи таму гледате кои вредности треба да ги прифатиме. Треба да прифатиме хомосексуализам, истополови бракови, посвојување на деца од истополови бракови, промена на име, идентитет, рекомпонирање на државата. Ево англискиот амбасадор Чарлс Гарет, што неодамна се замена од Македонија, при неговата прошлана средба и отворено на председателот Иванов покажал една мапа со 4 кантони, со кантонизација на Македонија. И од тие причини, значи, ние се залагаме за еден сојуз со Русија, кој што е наша природна средина, каде што се почитуваат традиционалните вредности, каде што се почитуваат семејните вредности, националниот и религиозниот идентитет. Русија, знаете, 27 години воопшто не ја доведува во прашање македонската државност, македонскиот територијален интегритет, територијалниот суверенитет, промена на името, промена на идентитетот, значи тие стојат на тие позиции дека ние треба да си го зачуваме национален идентитет и што е најбитно, некаде пред година и пол, две, кога беше Иванов на покана на Руската православна црква во Москва, тогаш Путин на отворена сцена изјави дека писменоста на човештвото доаѓа од македонската земја, од Македонија. Значи една неспорна потврда на се што е македонско, за разлика од членството во НАТО и во ЕУ, каде што сакат да не избришат од светската мапа на нации, да не променат, да не избришат се што е македонско. И за среќа сега македонскиот народ, ние сме секојдневно на терен, масовно ја прифаќа таа наша идеја. Ние не кажеме до јануари месец, до нашето нов пристап имавме некаде околу 25 општински комитети во Македонија, сега веќе имаме преку 60. Знаете, во Македонија има околу 80 општини и јас се надам дека во брзо време ќе ја покриеме целата територија со наши општински организации, а веќе паралелно почнавме да правиме наши задгранични комитети и во диаспората, веќе во Швајцарија веќе бевме, направивме 3 таму општински наши задгранични комитети за францускиот, италијанскиот и германскиот дел во Германија, во 2 града. Веќе имаме иницијативни одбори во Торонто и во Нью Џерси, исто така и во Мелбурн, и во Перт и во Сиднеј, така да ова наша идеја се прифаќа и можам со задоволство да кажам дека на сите тие наши средби секојдневни из Македонија ние гледаме сега една друга слика. Тоа што ни го кажувале 27 години дека македонците се масовно за НАТО, тоа била една голема лага. Тие биле едни наменски лажни анкети кои што ги правеле по норачка од страна на тие соросоидни платенеци во Македонија, кои што сакат да струшат се што е македонско. Ние гледаме едно големо расположение за нашите идеја и јас кажам дека
Русија е наша природна средина и многу брзо сега што е најбитно тие геополитички поместувања на Балканот. Тие веќе се навестуваат, тие ќе доаѓаат, тие тука ќе дојде едно друго влијание, а после внатре ние како македонци не треба помош од никој. Ние знаеме внатре сами ќе знаеме да си ги средиме сите работи, да се пресветиме со сите непријатели на Македонија, да расчистиме со сите национални предавници. Оти ние сега пред нас имаме многу моќен противник. Ние не можеме да се бориме против Сорос, против ЦИА, против тоа америчко влијание, меѓутоа, како што кажам, геополитичките околности сега ќе се менуваат на Балканот, ќе се истисне тоа влијание до сегашно, ќе дојде едно ново влијание, а после внатре ние како нова легална власт на единствена Македонија ќе знаеме внатре да си ги решиме сите внатрешни проблеми. Господине Бачев, во јавноста неодамна, не знам дали има месец, два или три повеќе, излезе една информација дека не ви е дозволено да регистрирате партијата под името Единствена Македонија. Дали овие информации се точни и ако се, кои чекори ги презедовте или ги преземате да ја надминете таа состојба или можеби веќе е надмината? Точно е, ни правија проблеми во судот, бидејќи партиите во Македонија се регистрираат во судот. Ние после 21 јануари, кога имавме седница на Централниот комитет, ги поднесовме сите документи за регистрација во надлежниот регистарски суд, меѓутоа судот иако е должен да одлучи некаде за 30 дена, тоа се одолговлечи некаде до мај, значи 4 месеци, дури првично не одбива, па поднесувавме жалби до апелација, значи тоа смислено се правеше со цел така да ја пасивизира таа наша работа, да ни прават тие административни проблеми, иако немаше никаква основа. Образложението на судот беше дека во нашиот збор, во партијата се содржал зборот Македонија. И абсурдноста да биде поголема, во Македонија од 50 партии имате дури 21 партија кои што во својот назив го имат зборот Македонија. И од тука тие проблеми трајаат така некаде околу 3 месеци и на крајот се види дека тоа ќе добие и меѓународни размери, ќе добие меѓународен скандал, бидејќи ние бевме готови тоа да го интернационализираме тој проблем, тој неоснован и незаконски, неуставни проблем и на крајот по високиот суд апелација ја прифати жалбата и не беше дозволено да го користиме името Единствена Македонија. Добра среќа во понатамошните преземени чекори. За договорот за добрососедство со Бугарија и за договорот со Грција во последниве неколку месеци многу се зборуваат, ќе зборуваме и денес во текот на нашиот разговор. Меѓутоа, кога би имале во дебата со подписникот на договорот со Грција, господинот Никола Димитров, или со наметнатиот премиер, господинот Зоран Заев, кои ја брана тезата дека овој капиталцијски договор е добар за Македонија, со какви противаргументи ќе им се спротивставите? Па видите, ние сега веќе ме е јасно дека тој договор нема да помине во Македонија, бидејќи македонскиот народ масовно ќе го бойкотира референдумот сега на 30 септември. Сега од аспект на договорот точно можам да кажам дека тој и суштински и меѓународно правно гледано тој договор е неиздржлив, е ништовен. Без разлика што марионетската власт, кој што знаеме кој ја инсталира во Скопје, сака да го прикаже тој договор како нешто добро за Македонија, како легален, како легалистички, тоа не е точно и за нас тој договор останува. Нашиот став кој што го кажав може кога беше склучен, тоа беше една приватна забава меѓу Ципрас и Заев тука во ова преспанско село Невичани, така да тој договор е ништовен според домашното и според меѓународното право. Сега накратко само да кажам, на пример, владата се фали дека за тој договор го обезбедила македонскиот јазик и македонска националност. Тоа воопшто не е точно и еве да кажам само неколку работи. Не е точно дека сега со договорот Грција го признала македонскиот јазик, бидејќи Обединетите нации, сега на договор со Обединетите нации, бидејќи сме на теренот со Грција, значи Грција уште во 1977 година, значи пред некаде 40 и повеќе години, го има признато без некакви резерви македонскиот јазик. На една конференција на Обединетите нации, тоа е третата конференција за типизација на географските имиња, Грција, значи таму ја има прифатена резолуцијата со која се усвојуваат тие меѓународни системи за транскрипција на латиницата, српско-хрватските и македонските географски имиња во тогашна Југославија. Значи, јасно од најкомпетентно место се прифатени македонските географски имиња и што е поинтересно, таа конференција се има одржана во Атина. 4 години покасно, значи во 1982 година, значи на четвртата конференција на Обединетите нации, исто за типизација на географските имиња, Грција дури отиде еден чекор понатака, бидејќи предложи
почитување на националните топоними, на националните имиња, онака како што тие се типизирани од органите на односната држава. Значи Грција во 1977 и 1982 година со ваквите одобрувања, со ваквите прифаќања на резолуциите на Обединетите нации, практично од најкомпетентно место ги призна и името Македонија и македонскиот јазик. И лага е сега тврдењето Димитров дека со договорот Грција сега го признава македонскиот јазик. Втората лага е дека со договорот се признава македонска националност. Исто така и ова е невистина. Во договорот, ако видите, точно се употребува зборот националити. Меѓутоа, што прави ова власт сега, вешто го крие од јавноста? Пошироката јавност малку знае дека постои разлика меѓу зборовите националност и државјанство. Ако во обичниот говор, например, кога ние меѓу себе зборуваме на англиски националити се употребува како националност, но на теренот на меѓународното право зборот националити има сосема друго значење. Во меѓународното право овој збор означува државјанство, а не означува националност во етничка смисла. Не го означува зборот етницити, етнички. Затоа Димитров и владата сега вешто кријат дека меѓународните договори се пишуваат според терминологијата од меѓународното право, односно дека во договорот со Грција се користи терминологија од меѓународното право. Значи со договорот се бришат македонците во национална и етничка смисла. Тука со тој збор се означува терминот државјанство. Исто така таму ако видите меѓународно правно обсервирано, исто така овој договор е ништовен, иако Димитров сака да го прикажи како договор да е легален. Тука само накратко да кажам дека според меѓународното право или поточно според Виенската конвенција за договорно право, за да биде валиден еден меѓународен договор, тоа се подразбира да има слободна согласност, без уцени и закани на двете договорни страни и потребно е да бидат исполнети и два општи услови. Значи првиот е да биде склучен од страна на надлежни органи. А Никола Димитров, кој го потпиша договорот, не може да се смета за овластено лице, бидејќи за вакви договори не може да ги исклучува владата. Туку според македонскиот закон за склучување, ратификација и извршување на меѓународните договори, ваква надлежност има претседателот на државата. Точно е по исклучок и владата може да склучува меѓународни договори. Меѓутоа во законот јасно е кажано, такви договори владата може да склучува само во областа на економијата, здравството, културата, спортот, енергетиката, земјоделието и во такви некои стични области, а примарна надлежност за вакви договори од државен карактер значи се во надлежност на претседателот на државата и од тога Зоран Заев, Никола Димитров, почистичката влада во Скопје не е областен државен орган да го склучи овој договор. Вториот услов кој што го бара меѓународното право за да еден договор биде валиден, договорот треба да има дозволен предмет. Во овој случај имаме недозволен предмет, бидејќи за име и за идентитет според општото меѓународно право и според правото на Обединетите нации не може да се преговара. Името на една држава е прашање на внатрешни околности. Значи секоја држава има меѓународно правно признато право сама да носи име по собствен избор. Какво име ќе одбере самата држава, така настапува како субјект на меѓународното право. И од тога значи за име не може да се преговара. А во овој договор со Грција сега предмет на преговарање е токму името. Од тога значи и овој договор е ништовен и од тога се отвара сега патот на некоја идна власт која што ќе дојде во Македонија, на било која идна власт која што ќе дојде во Македонија, таквиот договор, ако не дај Боже еве успее да влезе во правна сила, значи може дополнително да го лиши од правно дејство, односно да го поништи. Сега тука што е поинтересно, гледате ова почистичка власт во Скопје во очајничкиот обид да сруши се што е македонско, оди дури до таму што со договорот се навлегува дури и во приватната сфера на луѓето. Таму ако го видите добро договорот, ќе видите дека има одредби со кои што на пример се забранува користење на 16 кракото на македонско сонце дури на приватни собери, на приватни забави. Значи ќе се поведуваат казни, нема да се дозволува да се користи 16-кракото сонце. И што е поинтересно, ќе се забранат користење на македонските називи за населените места во Егејска Македонија. Например, и ние тука во Македонија, во Република Македонија, ќе има казни, ќе треба да се зборува Тесалоники наместо Солун, Флорина наместо Лери, значи најбрутално се навлегува дури и во приватната сфера. И најжалосно е сега, кога видите, мислам дека е членот 7 од договорот, таму е една трагична одредба со која што се прави разлика меѓу македонците во Егејска Македонија и македонците во Република Македонија. И таму се разграничуваат како македонци, дека тоа се различни етноси, што е нонсенс, што е една невидена глупост. И еве например да го земеме Димитров како потписник на договорот. Тој, например, е роден во Република Македонија, а според информациите што ги слушнавме татко му, Димитар Димитров, бил роден во Егејска Македонија. И сега, според договорот, тие
како татко и син не се исти македонци според тој договор. Значи, со тој договор гледате се која глупост одат дури и против природата, против природните законитости, татко и син да не се исти македонци. Бидејќи со договорот се става црта, се става јасно разграничување. Едни се македонците во Егејска Македонија, а сосем овие се други тука во Република Македонија. Така да овој договор, како што и вие кажавте, е капитулански, антидржавен, антимакедонски и што е најбитно сега, што се вели народски, во секое зло и добро, овој договор нема да дозволиме да заживее. Господине Бачев, убаво ја објасневте. Ние многу често разговараме со релевантни личности од Македонија, меѓутоа ми се чини дека досега баш од најдобрите објаснувања околу сето тоа. Вие неодамна формиравте и кризен штаб и подпишавте меморандум со повеќе организации под слоганот Македонија бойкотира. Дали можете да ни кажете кои се организации или можеби и политички партии го подпишаа тој меморандум и која е целта за формирањето на тој кризен штаб? Точно е тоа, ние го формиравме тој кризен штаб против референдумот. Во моментот во него членуваат 28 организации, тука има и партии, има и издруженија, има невладини организации, меѓутоа што оно што е поинтересно веќе во петок имаме закажано нова средба за проширување на овој кризен штаб, бидејќи има најава да го подпишат и други околу 15-тина организации, така да овој фронт ќе се шири, овој блок ќе се шири, за бојкот против референдумот. Сега, нашата главна цел, нова здружување, без разлика што тука може имаме и партии, здруженија со различни гледања, со различни идеологии. Една точка сега што не врзува тука е да биде референдумот неуспешен, да повикаме на бојкот и референдумот да биде неуспешен со цел да го спасиме уставното име и идентитетот на македонскиот народ и да не дозволиме тој капитулански договор да заживее. Сега ние после ова сега во јавноста ќе излеземе со нашата агенда, со нашата програма, бидејќи веќе е усвоен планот за активности, со кој што во овие 20 до 25 дена во септември месец ќе водиме активна кампања на терен, планираме да го посетиме секое село, секој град во Македонија, да допреме до што повеќе луѓе во Македонија, да им објасниме идејата дека не смее да успее референдумот, дека е штетен и сега што е поинтересно веќе тие првични разговори, контакти што ги имаме со Македонија, гледаме едно огромно расположение кај народот да не го прифати. Да не излезе да гласа на референдумот дека е против овој капитулански договор и јас уште од сега можам да кажам дека без разлика што владата секојдневно ги шири тие лажни анкети во Македонија, таа направила пред едно 10 дена некои интернет анкети кои што не ги кажуваат во јавноста, во кои што таму дури некаде околу 80% од народот се изјаснил дека нема да излезе на референдум, дека ќе го бойкотира референдумот. И сега кризниот штаб кој што ја почна ова своја активност, веќе има силни активности во Македонија и не случајно вчера министерот за внатрешни работи Спасовски имаше едно интервју за државната агенција МИА и таму ако го видите интервјуто го има на веб страната на МИА, несвесно човекот и си призна дека нонстоп сега полицијата нас не следи, ги следи нашите активности, што е неуставно и незаконски, бидејќи во Македонија според уставот има политички плурализам. И не е точно ова што го кажува владата дека тоа што го прави е стратешкиот интерес за НАТО и за ЕУ. Тоа не е точно, бидејќи во уставот на Македонија точно е запишено дека Македонија може да членува во меѓународни организации, меѓутоа во уставот не е запишено дека таа меѓународна организација мора да биде НАТО или Европска унија. Таму само е кажано дека Македонија може да членува во меѓународни организации, а меѓународни организации во моментот во светот имате повеќе од 10. Значи секој има право да се искаже своја идеја, своја заложба како ја гледа идејата на Македонија. Меѓутоа човекот вчера си призна што е скандал сам по себе во една нормална држава, тоа било голем скандал, бидејќи се следат политичките противници кои што се за бојкот на референдумот, меѓутоа тоа нема да им успее. Ние сме цврсто убедени дека народот нема да излезе, ќе го бојкотира референдумот, ќе го спречиме договорот со Грција да влезе во правна сила, а нашата улога сега во момент како кризен штаб е сето тоа да го канализираме, да му објасниме на народот, без разлика што веќе горе-доле јасни се работи, меѓутоа ние ќе водиме една активна кампања во рамките на нашите можности и на 30 септември да се слушнеме и со вас сите да славиме во Македонија и во цел свет, сега дека веќе има македонска заедница. Господине Бачев, вие
неодамна, пред некој ден, од кризниот штаб или во името на кризниот штаб, побаравте и пари од владата за кампања на бојкотот на референдумот. Дали ви се одобрени финансиски средства и на која основа ги побаравте овие средства? И дали ги добивте? Ние точно имавме пред владата официјално барање од кога владата излезе со став дека ќе одвои средства од буџетот да ја финансира кампањата на владата. Ние тогаш излеговме и кажавме дека не е точно тоа што го вели владата, бидејќи тие кажаа дека ќе се земат пари од буџетот како влада согласно принципите на јавниот интерес. И тоа е една голема лага, бидејќи јас кажав дека јавниот интерес на оваа држава е запишан во уставот на Македонија. И таму кажав дека Македонија може да членува во било која меѓународна организација. Сега, земајќи предвид дека во моментот имаме два така формално правни субјекти. На една страна е владата која агитира за референдумот и на друга страна е кризниот штаб со 28 организации со кампања за бојкот на референдумот. И сега тука според уставот јавен интерес може да биде единствено или јавна кампања и за двете страни да се финансираат од буџетот, или на двете страни да не им се даваат пари од буџетот. Сега владата си донесе одлука, ќе се земе пари од буџетот, а буџетот е народен, го полнат сите граѓани во државата. И од тука, значи, владата мора да дозволи народот да ги слушне и двете кампањи, да ги слушне и двете идеи, а нека се одлучи на 30 септември. Меѓутоа, како што спомнав, владата е веќе преплашена, е во еден голем очај, една во голема паника и не дозволи средства за кризниот штаб, а дозволи средства само, ќе имат средства само собранието и владата. Тоа е противуставно и новата легална власт многу брзо кога ќе дојде, ќе ги расчисти овие работи, за ова ќе се одговара, бидејќи се прави флагрантно кршење на народните пари. Се дава пари само за едната кампања и од тука без разлика тоа нешто го прават, тие пари нема да им помогнат, бидејќи јас кажав дека народот масовно нема да излезе, ќе бојкотира на референдумот, но ова не им дава право на владата да го третира буџетот како нивна приватна собственост. Сега ние имаме некои наши средства од овие организации кои што ќе одделат за финансирање, имавме и еден јавен повик преку координатор. За тоа покасно ќе проговориме, господине Бачев. Само значи смислата ми е тоа да кажам, значи владата флагрантно го крши уставот. Еве сега оваа влада ушова да го кажам, владата цело време од устата не излегува евроатлантските интеграции. Ако е така, тогаш зошто не ги следи референдумските практики токму во тие земји членки на НАТО и ЕУ? Еве на пример ќе го земам последниот референдум во Велика Британија, популарниот Брекзит. Таму владата на Британија си излезе, им даде 10 милиони фунти и на тие што се проевропски и на тие што се антиевропски. Значи им даде на двете кампањи од буџетот пари да се тераат кампања за тоа кога беше референдумот. Од тука сега, значи, владата дозволи само еднострано да се ја финансира нејзината кампања и дури не го почитува мислењето и на Венецијанската комисија. Венецијанската комисија има донесено мислење во кое што препорачува балансирано финансиско презентирање и на двете страни, и на тие што се за референдумот и на противниците, односно тие што се за бојкот на референдумот. Меѓутоа, владата сето тоа не го почитува. Господине Бачев, вие начнавте нешто што сакам да ве прашам. Не сум 100% сигурен, меѓутоа од она што го знам, ми се чини дека е така. Владата е противзаконски употребува средства за референдум. Према уставот и према законите во Македонија, владата не смее да одобри пари од граѓаните од буџетот на државата за референдумот. Со вашето барање за помош, дали не мислите дека веќе вие му седнувате во скутот на Зоран Заев, за да ме вемаваат утре дека и вие зедовте од колачот? Нели беше подобро воопшто не ни да барате пари од овие средства, а ќе имавте едно поголемо оружје да ги напаѓате утре, што се вика, или ден потоа, дека ги користат незаконски финансиите од државниот буџет? Вака сега, значи, да разграничиме, едно е владата, едно е државата. Владите се минливи, доаѓаат, денеска е влада, утре се заминуваат. Значи, ние побаравме пари од државата, од буџетот, а буџетот е на сите граѓани, сите го полниме. И сега ние кажавме, ако владата, или двете кампањи да се финансираат од буџетот, или никој да не земе пари од буџетот. Значи, да не ја го мешаме буџетот со владата. Буџетот е државен, народен, тие се народни пари од сите граѓани. И не може никој нас да ни приговори за тие пари. Ние не баравме пари од Зоран Заев, од неговите фирми, ние побаравме пари од буџетот, кога веќе владата донесе одлука и она да се земе пари од буџетот.
Значи тоа беше нашата смисла. Тие тука нема што да преговорат, тие се народни пари. И затоа кога се народни пари, да, ама тие го кршат законот. Зошто и некој друг да го крши законот? Видите, тие како влада таму тоа донесла некоја одлука со која ќе ја правдат согласно принципите на јавниот интерес. Меѓутоа јас кажав, јавен интерес на оваа држава е граѓаните да ги слушнат и двете кампањи и двете заложби. Па тогаш нека се одлучат. Господине Бачев, во моментот кога пред новинарите обзнанивте дека побаравте пари од владата, ги прозбавте албанските политички партии и Джейс Бейли, но во вашето обраќање некој видува говор на омраза. Како сте одработите? Што е тоа што на некој им попречи таквиот говор и дали добивте кривична пријава? Точно и тока се дигна така една голема галама, дури реагираше и владата преку портпаролот дека во мојот говор пред владата, каде што јас кажав дека во Македонија веќе се води една таква брутална кампања, дека американскиот амбасадор Джейс Бейли и шиптарските партии во државата отворено се законуваат со војна ако не успее референдумот, и во тој мој збор шиптарски што го спомнав јас, владата видела говор на омраза и се дигне една голема галама. Меѓутоа ние имавме едно наше соопштение на ваквото однесување на владата, во која што кажавме дека оваа почистичка власт е голем срам за Македонија. Значи им смета зборот шиптарски, а не им смета зборовите кои се длабоко навредливи за македонци, како славофони, бајрамовци, асоцирајќи на БРМ, фиромани, како фиром, северно македонци. Значи тоа не е навреда за владата, а навреда е шиптарски. И што е поинтересно, ние дадовме едно образложение во кое што кажавме, ние не навредивме никој, нека зборот шиптарски е албански збор. Самите албанци меѓу себе си го употребуваат и ако е тоа навредливо за нив, ние значи сега скрос сме ги спомешали работа. Значи ако е така, не треба да правиме референдум за нашето име, значи тогаш ако е навредливо за нив шиптарско, да правиме референдум за нивното име, да видиме дали тоа е прифатливо или не е прифатливо за нив. Така да тоа е еден во тој корпус на очајнички обиди што ги прави владата во последно време, бидејќи е свесна дека народот се повеќе масовно се определува нема да иде на референдумот, свесна е владата дека ќе има бојкот на референдумот и сега се труди со сите средства во тој очајнички обид да продуцира такви состојби. Точно е како што кажат, најавија кривичен прогон. Меѓутоа јас веќе сум, што се вели народски, веќе не им давам многу значај на тоа, бидејќи и порано имаше такви најави, бара моја апсење кога беа протестите, зашто сум бил на Хермелинот, сум видел туѓо знаме, па еве сега пак најавија говор на омраза. Така да сите ние што се определивме за оваа битка за Македонија, значи треба да нас да не води една идеја како македонци. Ние веќе сме цврсто решени оваа битка да истереме до крај. И сите што сме на таа определба треба да бидеме свесни дека ние треба да живееме, да работиме и ако треба на крајот и да умреме за Македонија. Господине Бачев, вие во една изјава ќе речете, државата е пред се историска битка за бојкот и референдумот и одбрана на македонското име и идентитетот. Раководството на ВМРО ДПМН треба да знае дека сега имаме само една идеја и една е битка, а тоа е битката за одбрана на името и идентитетот, битката за Македонија. Да ја добиеме оваа битка, да останеме своји на своето, а после нека дојде власт која ќе ужива доверба од народот и нека ги реализира народните идеи и предлози за убав и достоинствен живот. Имајќи го предвид погоре кажаното, како мислите тоа да го спроведете? Под А, да го одбраните името и идентитетот, и под Б, што е исто толку важно, да формирате власт која ќе ужива доверба од народот за да ги реализира нивните барања, мислам на барањата на народот. Вака сега, значи, за нас се уште така индикативно што ВМРО ДПМН за жал уште тактизира со нивниот став околу референдумот, иако во јавноста гледаме дека членството на ВМРО ДПМН е масовно за бојкот, за неизлегување на референдумот, за жал раководството се уште тактизира и дури гледаме веќе едни нервозни реакции од страна на Мицковски, кој што гледа дека секојдневно членството значи оди контра, спротивно од ставовите што ги има раководството на ДПМН и дури вчера имаше една нестрекна изјава, сите тие што бојкотираат ги нарече со едно погребно име, со фекалии. Тоа беше стварно една жалосна изјава од Мицковски. Јас ќе ја разберам како да имал лош ден, нема да навлегувам во некакви расправи провоцирачки со ВМРО ДПМН, ќе оставиме после 30 септември, ќе му кажеме и на Мицковски кои се фекалиите, кои се контаминирачите во Македонија. Сега ние, како што кажавте вие, ние сега имаме една идеја. Ние сега дај да се обединиме
за референдумот, за оваа точка да успее референдумот, а после на избори може да се делиме, може да се расправаме, секој нека се оди со своите програми. Едни ќе се залагаат за НАТО и за ЕУ, ние ќе се излеземе со нашата програма дека сме за Русија и членство во Евроазијската економска унија, некои ќе викаат вакви даноци, некои онакви даноци, некои ваква земјоделска, ваква спортска, ваква културна политика, други ќе викаат онака. Значи таму може да се расправаме за се и се што во изборните кампањи, меѓутоа сега мора да се обединиме како македонци. Ова прашање не е прашање на поединец, на една партија, на една влада, на претседател на држава. Ова е прашање за сите македонци. Гледате на дело е една активност на непријателите на Македонија да уништат, да избришат се што е македонско, практично да не избришат од светската мапа на нации. Ние тоа не смееме да им го дозволиме. Ние сега имаме историска одговорност. Ние не сакаме сега како македонци да бидеме на исто ниво како нашите предци што биле за времето на Букуреш 1913 година. Гледате, тогаш не успеале македонците, не поделиле како македонци и ние сега читаме во книгите како не поделиле. Не сакаме после 100 години и за нас да читаат, за оваа генерација македонци да читаат дека не сме успеале, дека не избришеле, туку да влеземе во тие историски читанки како македонци кои што успеале, кои што да останат своите, да го одбранат името, и затоа ние сега мора сите како македонци да се обединиме околу референдумот, без разлика што имаме една голема непознаница уште кај ВМРО-ДПМН. Верувам дека ќе бидат и на висината задачата, без оглед што уште тактизираат. Верувам дека ќе бидат на браникот на татковината и ќе излезат со став со кој што и они ќе кажат дека го бойкотираат референдумот. И јас сум убеден дека овој бойкот ќе успее, не може цензус да се достигне, бидејќи едноставно македонците не сакаат промена на името, не сакаат членство во НАТО и од тој аспект верувам дека силно ќе успееме. Затоа сега да се обединиме сите како македонци без разлика на нашите политички определби. Господине Бачев, кога ќе се слушаат вака лидери на политички партии или членови на ранешни политички партии кои што се отргнале од политичката партија, на човека дори да му е мило како убаво зборуваат. Меѓутоа, секојдневното напаѓање или плукање со погарни зборови према противникот баш не допринесува кон она за што се залагаат поголем број на политички партии, вклучувајќи и вашата политичка партија. Се добива перцепција меѓу народот дека сите или оние кои што плукаат сакаат да добијат некои политички поени баш во овие моменти. Ние сме свесни дека не би сакал теја да зборувам за ВМРО-ДПМН, бидејќи не сум нивен адвокат. Меѓутоа, тактизирањето можеби на една од најголемите опозицијски политички партии, тоа е ВМРО-ДПМН, до некаде и оправдано, затоа што во моментов тие се наоѓаат помеѓу чеканоти на ковалното. Знаете како е, ако не се соберат сите политички партии на едно место македонски, тогаш е тешко да се урне оваа власт. Јас, имајќи го сето во предвид, дали, например, кога ќе се зборува против други политички партии, дали можеби прво не би требало да се запрашаме дали со цепкањето на македонското гласачко тело ќе се дојде до бројка од најмалку 61 пратеник. Дали можеби треба да запрашаме дали сме свесни дека помалите политички партии му одат во прилог на Зоран Заев и индиректно му помагаат во спроведување на туѓата агента за уништување на Македонија, а кога на сето тоа ќе се додат и фактот дека господинот Зоран Заев веќе ги има кај себе и сите албански политички партии кои иако имаат различни политички ставови во нивните агенти, сепак се на иста линија за остварување на нивниот сон за голема Албанија. Кажете ми вие, како ќе успеете да урните оваа власт ако немате заеднички јазик со македонските политички партии? Ако немате, не можете да најдете еден, да заборавиме досега што беше, дајте прво, како вие што ви кажавте во она изјава дека времето е сега да се обединиме за да спасиме Македонија. Вака сега, значи, ние како единствена Македонија принципиелно сега да изнесам некој наш став, значи ние сега се спремаме како партија не да бидеме некој приврзок према големите партии, него ние сега одиме да ја освоиме власта во Македонија. Господи, тука да ве прекинам, како ќе освоите 61 пратеник, ако не да речеме за месец или два или за година дена се изборите, предвремени или редовни, кога рековте дека имате вие
колку рековте 28 организации членуваат и дека имате во 60 општини комитети и да имате колку членство броите 50, 60.000, 100.000 и ако е тоа сето распространо на цела Македонија ќе освоите 10 пратеници. Како можеме сега со 10 пратеници ние да урнеме една власт на Зоран Заев кој што е подмогната, како што и вие рековте дека вие не се борите против Заев, туку се борите против странските нарачатели, оние кои што го режира ова сценарио во Македонија. Вака сега точно, значи наши противници не се Заев или Мицковски, они се марионети на западните служби, бидејќи они секој сабајле што да преземат во текот на денот, му вртат телефон на Джес Бели, амбасадорот амерички, и го прашуваат што да работат во денот. Значи наши противници се е погубната НАТО идеологија во Македонија. И затоа ние сега спомнав дека доаѓаат тие геополитички поместувања на Балканот, каде што ќе има едно подруго влијание. Сега, значи ние сега, единствена Македонија, кажавте, ние веќе сме до бројката некаде 60 општински комитети, ВМРО ДПМН има 74. Значи они за 27 години направиле 74, ние веќе сме на бројката 60 за 7-8 месеци. Значи ќе покриеме цела Македонија. Да, меѓутоа членството, бројката на членството, ВМРО ДПМН има, да речеме, 200-300.000 членови и поддржувачи. Не е така. Не е така. Членството во Македонија е релативна работа. Членството во Македонија, знаете како го вртја од администрација со вработување едно друго. Еве не знам дали се сеќавате Груевски кога почна тие пред да си поднесе оставка, кога почна тие прогоните од специјалното јавно обвинителство, повика на бойкот. Он како лидер на ВМРО ДПМН повика на бойкот пред судот. Пред судот имаше 50 луѓе. Значи во Скопје извади 50 луѓе. Кај се тие 300.000 членство? И вечерта Владко Ѓорчев можеше да го спасува, да го облажува, ама полицијата не ги пушти автобусите. Ајде добро да не ги пуштила, кога во Скопје каде што живее половина Македонија, 1 милион народ, вадиш 50 луѓе пред судот и тоа лидерот на ВМРО ДПМН. Така да членството во Македонија е релативна работа. Ако ги видите во Македонија, тие 200.000 ќе видите имат кои 2, кои 3 книжки, значи не е баш така како што сега да се прикажат во јавноста. Сега значи нашата идеја во Македонија е ние единствено Македонија ќе биде нова легална власт. Нашата идеја не е да се пазариме. Јас ако е така, ако е за пазарење сега во Македонија имате околу 50 партии, еве 10 на тие албански да ги тргнеме околу 30. 20 се набутани во коалицијата на ВМРО ДПМН, 20 се набутани во СДС. Тоа се човек партии и ако не нас таа целта, еве ја ќе ќе договорам со Мицковски, ќе ме стави на листата, ќе станам јас пратеник, ќе ми дадат директорско место. Меѓутоа тоа не е нашата цел. Не е цел фотеле не да фатиме, не значи ништо. Ние сега правиме структура која ќе биде идна власт од државата, која ќе победи, која ќе биде власт која доаѓа. Значи не е нас целта сега да се пазариме таму како овие сателитски партии што се набутени таму во двете коалиции со ВМРО и СДСМ и гледате таму народски кажано и ќораво и сака, тоа се живо е набутено. Кој пратеник, кој министер, кој директор, кој вамо функционер, кој онаму и тие се човек партии. Така да сега нашата цел е многу поинаква. И сега да ви кажам како тоа ќе го направиме. Значи сега е моментот кога во Македонија веќе тој двопартизам после 27 години мора да се струши. Тоа се направи во сите, еве да не одиме подалеку, да ги земеме околните држави. Значи во сите соседни држави веќе тој двопартизам е струшен. Јас да ве потсетам, 90-та година во Србија доминантни партии беа партијата на Драшковиќ и партијата на Милошевиќ. Таа на Драшковиќ после 27 години ја снима, на Милошевиќ веќе социјалистичка партија, сега председател е Дачич, е 4-та или 5-та партија. Значи дојдоа други партии. Во Бугарија две партии 90-та година беа Социјалдемократската партија која произлезе од комунистичката и фронтот на Желјо Желев. После 27 години во Бугарија тие партии ги снема, дојде таа царската на Саксобурски, па Бојко Борисов, или најпластичен пример Грција. 200 години демократија, пасок нова демократија. Пред 4 години дојде некоја Сириза која што немаше никакво членство се беше велите. Тоа биле некои издруженија, 2-3 кои се дружиле. За 4 години еве Сириза сега од 300 пратеници има 145 пратеници во грчкиот парламент. Така да ние ќе го струшиме тој двопартизам ова. А ВМРО ДПМН после нас не поблиска, постробна за коалиција. Ако се спремни да ги следат нашите определби, ние тоа не велиме дека ќе нема коалиција. Меѓутоа таа бројка што ќе имаме ние како пратеници и тоа расположение сега што го гледаме во јавноста нас не храбри дека ние мора да успееме во оваа битка. Мора да успееме, мора Македонија да го обезбедиме останокот на државата. А дали ќе има тие меѓусебни после гледања коалиции како што вие викате, ќе види бидејќи нашите определби, ние кажавме, нашите определби се стратешки сојуз со Русија и членство на Македонија во Евразиската економска унија. Сите од ова што гледаме
повеќето политички македонски партии се со една цел, значи уривање на власта на Зоран Заев. Сите одат по различни патеки. Кога ве прашав претходно за да се обедините со сите македонски политички партии, не мислев да му влезете во скутот во партијата на ВМРО ДПМН. Мислев секој со своите идеи, меѓутоа за ова за уривање на ова ненародна власт од Зоран Заев неопходно е према сите пресметки да имате вие обединување, а после да се дели колачот. Значи, секој нека оди настрана со својата партија да оди на избори, не во коалиција, а коалицијата биде покасно. Меѓутоа морате да најдете заеднички јазик за да ја спасите Македонија. Иначе додека вие се борите на различни колосеци, Македонија ќе ја снема. После зошто ќе бидат формирање на власт, на која држава ќе биде, на Северна Македонија сигурно, и вие не сакате да бидете премиер на некоја си Северна Македонија. Вака сега, значи да ги разграничиме работите, значи што се однесува за националните интереси. Тие интереси што за жал 27 години не се најде власт во Македонија кој што ќе ги дефинира тие национални интереси и од кои што нема за нив да се преговара. Тоа е многу едноставно. Пример, сите околни држави си имаат своји стратешки документи, меморандуми со кои што се дефинираат нивните национални интереси. Така да ние 27 години не седнавме како политички партии да ги дефинираме тие интереси. Тоа се на пример 4-5 точки. Ќе се наведат и ќе се каже во тие точки нема да чепка никој. Без разлика кој ќе дојде на власт, ние може да се расправаме за се и се што, без разлика кој ќе дојде на власт, нема да чепка во тие точки. Тие се 4-5 точки, територијален интегритет, неменување на името, идентитетот, значи да се наведат и тоа би било нешто сето за Македонија. Нема да се чепка во нив. Тука значи нема простор за разговори, за преговори која партија да дојде на власт. Сега да не ги значи поистоветуваме работите да не избега мислата. Да, токму така. Меѓутоа, за да дојде до тоа, треба еднаш да се прекине, барем во одреден период, со плукање или со кажување овие украле то, тие украле то, тие украле то. Знаете, кога ќе зборувате против некого, тој и да сака да се приклучи, да дојде на заедничка маса, сигурно нема да дојде, кога веќе едни со други, вие за едните, тие за другите, тие за вас. Значи, убаво рековте, да се најдат 4-5 точки кои што се од национален интерес, да се направи еден консензус за тоа, национален, и од тоа мрдање да нема. А понатака, нека секој си брка во своите можности, со своите политики, нека прибива гласачи од македонското гласачко тело. Значи да не ги спометуваме работите, значи сега ова точка за референдумот, тоа е прашање од највисок национален интерес и тука мора да има обединување. И сега кај се недоразбирањето тука? Тука недоразбирањето може уште утре да ги снема. Само ВМРО ДПМН нека излезе, нека каже го бойкотираме референдумот и нема повеќе недоразбирање, нема повеќе ништо. Тргнуваме и агитираме за бойкот на референдумот. Меѓутоа уште тактизираат, не излегуваат со став, не знаеме како ќе биде ставот и од тука тие сумничави така што велите вие така препукување. Значи многу е лесно да го решиме сега тоа недоразбирање. Ево утре нека излезат, нека кажат ние како ВМРО ДПМН го бойкотираме референдумот и ја водиме кампањата, ќе успееме. А после доаѓа втората фаза. После кога ќе ги спасиме сите овие национални вредности, ќе одиме на избори, таму како што кажав, може секој со своите идеи. Сега ова што го кажете околу приватизација, ние не можеме тоа тек така преку тоа да поминеме, бидејќи ние во нашите заложби имаме, кажано дека покрај национална револуција, што подразбира поништување на сите антимакедонски и антидржавни акти од 91 година до сега, сите тие антидржавни договори, Рамковен, Пржински 1, 2, сега Преспански, договорот со Бугарија со кој што се го бришено исто така македонско малцинство во Бугарија, значи тоа ние предвидуваме да се поништи, али покрај таа национална револуција ние предвидуваме и социјална револуција. Значи ние кажуваме дека е дојдено време, мора да се направи ревизија и да се одземе украденото, бидејќи во Македонија во овие 27 години според пресметки се украдени некаде околу 15 милиарди евра. Кога тргна 90 година приватизацијата, што правеше Социјалдемократскиот сојуз, тогаш според официјални документи на Министерството за внатрешни работи се украдени некаде повеќе од 5 милиарди тогашни германски марки. Вие знаете, се сеќаваат по возрастните целиот општествен капитал кој што 45 години назад го создаваа сите работни луѓе во социјализмот, таа бандитски влади на СДСМ кога дојдоа 90-те години и го доделија тоа богатство на десетина бандити, транзитци кои што си го поделија. Да, тоа е тоа. Сите тоа го знаеме, меѓутоа ова сега за што говорите, господине Бачев, ова за сега што говорите, може би сте 100% во право. Меѓутоа ова што сега го говорите треба да го говорите во предизборна кампања, а не во овој момент кога Македонија
Не го говориме ова сега, него сега го спомнав во смисла дека викате вие не треба да спомнуваме ревизија на приватизација. Тоа го зборувам како наша политичка прероба, дека тоа не викам дека не велам ние само да зборуваме, бидејќи до сега сите зборуваат. Која власт преди избори сите викаат. Ќе видиме, ќе се залагаме за владење на правото, закон. Ние сега не зборуваме. Ние сега велиме дека ќе расчистиме со националните предавници, ние ќе расчистиме, не зборуваме. Значи ќе расчистиме со сите национални предавници кои 27 години кражат, лажат и ја уништуваат државата. Значи сето тоа мора да се расчисти во таа социјална револуција, мора да се конфискува украденото, тој грабеж што се направи на македонскиот народ и да му се врати на народот во буџетот. Исто така ние таму имаме запишено дека мора да се расчисти и со предавниците во Македонската православна црква. Значи мора да се направи, ние едноставно кажано, ние имавме залудно потрошено време 27 години. Ние мора уште еднаш да се вратиме на 91. Мора да го изодиме ние уште еднаш пат. Гледате 27 години кај е Македонија пред распад. Господине Бачев, времето некако ни бега уште едно на крајот. Мене ми се чини дека покрај кампањата што ја водите за неизлегување или за референдумот да пропадне, паралелно со тоа треба да се врши притисок из врз Уставниот суд на Македонија. Од она што ние го знаеме и сме запознати, досега до Уставниот суд има понесено многу представки. Професорот Апасиев, Тодор Петров од Светско-македонски конгрес, професорката Камишева и многу други, и да не ги набројувам, те имаат понесени иницијативи за времена мерка и поништување на одлуката за распишување на референдум, испитување на уставноста за избор на председател на Собранието Талат Џафери, како и за поништување на правилникот за подготовка на организирање и спроведување на референдум на државно ниво. Дали тоа е возможно сега во овие моменти истовремено да се притисне Уставниот суд што побрзо да излезе со своји одлуки, без разлика какви ќе бидат? Точно е, има повеќе иницијативи пред Уставниот суд и се уште гледаме дека Уставниот суд калкулира и веќе дури во јавноста се појавија некои шпекулации дека владата на Зоран Заев и во договор со опозицијската ВМРО ДПМН ќе направат напор дури и да го притиснат Уставниот суд да донесе одлука, да ја поништи одлуката за референдум, бидејќи во владата биле веќе во голем очај од последната анкета интерна им покажала дека преку 80% од народот ќе бойкотира, нема да излезе, и сега оделе на една така најприфатлива варијанта за нив да го притиснат Уставниот суд да ја поништи одлуката и после во јавноста ќе излезат и владата, сите ќе викаат, па еве што да правиме, ние сакавме референдум, ама мора да го почуваме уставот. Уставниот суд мора да ја почуваме одлуката на судот, судовите се независни, пристрасни, вака онака, значи тоа е една спекулација зашто се врти во јавноста да се оди и на таа варијанта што за мене не е многу битна, како што кажав, значи поништил, не поништил Уставниот суд, ние сме длабоко убедени дека со народот ќе извојуваме ова битка, ќе успееме, нема да успее референдумот, бидејќи еве на неколку пати повторив, владата таа марионетска инсталирана почистичка власт во Скопје веќе е во сериозен очај. Еве само да набројам телеграфски неколку работи од кои тоа се гледат. Гледате веќе таа се служи со едни ефтини маркетиншки трикови. Најпрви направи еден експеримент со тие НАТО журките во 15 поголеми градови во Македонија. Таму доживеа целосен дебакл, празни плоштади, не излезе жив човек на тие НАТО журки, иако потроши околу 180.000 евро од буџетот на најпознатите пејачи во Македонија, меѓутоа на плоштадите жив човек. Господин Бачев, времето многу ни бега, имавме уште многу материјал да покриеме, ќе мора тука да го прекинеме нашиот денешен разговор, ама дали ќе би се сложиле да ве поканим уште еднаш? Уште еднаш само уште една реченица, значи и македонците во Македонија, и во македонците во светот да бидат спокојни, ова битка ќе ја добиеме, оти во раце го имаме најсилниот аргумент. Не сакаме да се промени името, не сакаме да се промени идентитетот, не сакаме членство во НАТО, не сакаме членство во ЕУ, не сакаме да бидеме избришни од светската мапа на нации и што е најбитно, како македонци сакаме да останеме своји на своето. Тоа се аргументи кои што не можеш да ги побијат никакви пари, никакви тие политички емисари кои што секој ден доаѓаат од Брисел и од европските земји, така да ние како македонци се тврсто решени да останеме своји на своето. Господине Бачев, навистина имам уште многу материјал да покрием и тоа времето не гаси.
Навистина има многу да зборува. Ви благодариме за денешното учество и уште еднаш да ве прашаме дали би прифатили уште една наша покана во една од наредниве емисии да ги довршиме сите овие работи кои што се уште висат. Например, деновиве имавме или вчера имавме можност да видиме дека министрите на владата на Зоран Заев се расфрлаат со финансии, ги наголемуваат, ветуваат наголемување на платите, ги повика борците од Народно-ослободената војна, му ветуваат брда и долини со цел да соберат луѓе за референдумот. Навистина има уште многу тука судското рочиште кое што почна за 27 април. Значи има уште многу работи да зборуваме, па ето поканава дали ќе ја прифатите да се слушнеме пак во една од наредните саботи. Што задоволство, во секој време мило ми беше што се слушнавме и што допрашме така до нашите браќи и сестри македонци и македонки во Австралија. Пријатно, имајте си убав и прекрасен викенд. Господ здравје да дава и ќе се слушаме повторно. Останете на телефонската линија. Благодарам на поканата. Го благодариме на господинот Јанко Бачев, универзитетскиот професор и председател на политичката партија Единствена Македонија, за учество на македонски корени. Му благодариме за залагањето и борбата со кризниот штаб за бојкот на референдумот, во кој, како што слушнавте, членуваат 28 организации и организирањето на задграничните штабови на секаде низ диаспората со истата цел, повик за обединување на сите македонци за доброто на Македонија и будење на свеста кај сите оние што го прифаќаат договорот со Грција да ни го променат името на Македонија и да живееме по желбите на барањата на Грција. Верувам по детално, полека на многумина на кои по било која причина веруваат дека е се окей, ако се појават да гласаат и сонуваат за некаков си подобар живот во Македонија и ако ги примаат во НАТО и Европската Унија, ќе цвета се во Македонија без работа. Па било како ќе се нарекуваат со некое ново име, како нов народ, без историја, без постоење, несвесни дека со тоа ќе им биде и последното кажано како македонци, зашто после сето тоа се ќе е касно, нема враќање, зашто нема да сте она што сте и ќе ве избришат како македонци. И сите вредности на човековите права нема да ги уживате. Веруваме се разјаснуваат работите почитувани и повикот за бојкот на референдумот закажан за 30 септември, да не дозволиме да помине сето ова промена на името на Македонија по секоја цена.